Предистрагата е почната, но нема информации против кого, зашто и кој се е одговорен за најновиот скандал со незаконското следење и прислушување кое се одвивало во време на владењето на СДСМ и ДУИ. Обвинителите за гонење, организиран криминал и корупција потврдија дека отвориле предистражна постапка по трите известувања од Агенцијата за национална безбедност дека во периодот од 2019 до 2024 година во АНБ поранешен директор и група вработени постапувале незаконски, непрофесионално и неетички, но освен потврда дека се истражува поради тајноста и осетливоста на целиот случај, нема повеќе информации. Обвинителството веднаш отвори предмет по кој активно се постапува во насока на испитување на наводите од известувањата, што подразбира дека во моментов станува збор за спроведување на предистражна постапка. Со оглед на тајноста на предистражната постапка во моментов не може да се споделат детали за преземените и идните мерки и активности што предметниот обвинител ги спроведува во рамките на своите надлежности. За сега нема информации за опсегот на нелегалната акција, односно кој се бил предмет на обработка на тајната полиција. Од тоа што е објавено, главна цел бил лидерот на ВМРО ДПМН и сегашен премиер Христијан Мицкоски. По него на списокот била поранешната контроверзна обвинителка Вилма Русковска, како и новинарите Љупчо Златев и Кристијан Ландов. И ова се само мал дел од имињата на луѓето кои АНБ под раководната палка на екс-директорите Виктор Димовски и Зарко Милошевски незаконски биле следени и прислушувани. Неофицијално списокот е многу поголем, според некои медиумски извештаи. Мала група во АНБ ја киднапирала институцијата и користела ресурсите за лични и политички цели, вклучително и за влијание врз притвори, како и издавање на безбедносни сертификати. Во тој период јавен обвинител беше Љубомир Јовески, но надлежен за проверка на посебните мерки бил сегашниот шеф на обвинителството Љупчо Коцевски. Инаку АНБ преку известувањата бара обвинителството да преиспита работата на еден поранешен директор и група вработени во агенцијата. Ако се потврдат најновите индиции на АНБ, ова ќе биде втора голема линија на незаконско следење после таа во 2015 година. Тогаш СДСМ како опозицијска партија ги искористи прислушуваните разговори за да го сруши ВМРО ДПМН и дојде на власт.